Разговараме со Ралица Петкова, виолинистка од квартетот Симфониета Софија. Со вас се отвори првиот меѓународен класика Струмица фестивал. Колку сте задоволни од вашиот настап? Ги видовте реакциите на публиката? Много съм доволна. По принцип съм доста критична към себе си, към всичко, но в този случай съм изключително доволна, защото Многу сум задоволна. Во принцип сум многу самокритична кон себе и кон се, но во овој случај сум исклучително задоволна, затоа што со моите колеги бевме презапатени и постојано баравме време кога да се собереме и да вежбаме. Ние сме од еден оркестар, Симфониета Софија, како што сме најавени во програмата од колегите. Не само колеги, најважно пријатели, ние сме пријатели. Денеска сме четврток, а јас во саботата имам веќе концерт за докторска дизертација на Нов Бугарски универзитет со професорот Марио Хусен по виолина и го имав предпоследниот дисертацијски концерт минатата сабота. Свирев Брамс соната, Шумен соната со професорот Даниела Андонова од Музичката академија. Многу сериозен концерт. Ова се некои детали, но ме прашавте за животот. Целата организација на концертот со плакати, билети, брошури одземаше од времето за свирење и всушност секогаш кога имав можност застанував до пијаното и до колегите од квартетот и свирев. Штом ја земав виолината в раце, тоа беше одмор. Се борев да најдам време за да одморам со музиката. Борих се да имам време за да почина с музиката. Останалото време, организација и така нататък. Значи во моментов сте пред докторат? Да, правя докторантура. В момента ми остава само един концерт от общо 6. Този ми беше много важен, защото заради пандемията много проекти просто не можаха да се реализират и аз много се борих за този. Да, подготвувам докторат и во моментов ми останува само еден концерт, од вкупно 6. Ми беше многу важен овој концерт, бидејќи пандемијата многу проекти закочи, не можеа да се реализираат. И јас многу се трудев за него. Инаку во петокот, додека подготвував салата дома, си го пресеков прстот. И само 1 милиметар да беше поваму, јас немаше да можам да свирам на дисертацијскиот концерт. Помина концертот во недела, си ја удрив левата рака повторно од еден шкаф. Болката не е силна, но бев на лекар и за среќа само мускулна болка е што ќе помине. Ми рекоа дека можам да вежбам колку што можам, да не се напрегам, но всушност од многу нешта и непредвидливи ситуации зависи нашето свирење. Се е поврзано со вечерашното гостување, затоа ви ги раскажувам сите овие нешта. Защото във връзка с това идване, така че аз всъщност 2 дни не можах да свиря. Но не се чувствуваше денеска дека сте имале повреда или болка? Много се надявам, както баща ми казва, който е диригента на Симфониета Софија, аз съм негова дъщеря. Искрено се надевам, како што рече татко ми, тој е диригент на Симфониета Софија. Јас сум негова ќерка, станува збор за Свилен Симеонов, но на кого му благодарам за се бескрајно. Тој дојде на генералната проба со колегите и започнав со објаснување дека ме боли раката и не свирев доволно, колку сум загрижена. А тој почна дополнително да ме загрижува. Ми вели колку важни луѓе ќе има вечерва овде, како можев да се повредам и дека повредите не зависат од нас. Само реков, спокојно, се ќе биде во ред. Тоа е во суштина животот на музичарите. Се случуваат тотално непредвидливи нешта. И по таа проба дојдовме и еве сега на акустичната проба се е во ред. И вели, сега е друг ден и се звучи поинаку. Како се да им се случило на некои други луѓе. За еден ден успеавме да надминеме се што би требало за 3-4 дена. Диригентот, татко ми праша, како успеавте? Не знам, велам, ја сакаме музиката. Ја плаќаме цената што е потребна за тоа што го сакаме, тоа што го правиме со целото срце. Како што вели мојот професор Марио Хусенов, уметноста бара посветеност. Не е само љубов, си сака да се посветите. Може би сте мајка, јас уште не сум, но си
си посакувам. Мајката треба да се посвети на детето, особено додека е бебе. Истото е и со инструментот. Сака посветување, со срце, со душа, со ум. Тоа е работниот процес. Същото и с инструмента. Просто си иска посвещение с душа, с сърце, с мозък. Това е работният процес до тук като цяло.